Родителите на ученици кои вршат насилство во училиште ќе се соочат со казна од 250 евра според новите измени што се подготвуваат во Законот за основно образование, соопшти министерката Весна Јаневска. Државниот секретар е во постојан контакт со пратениците и мислам дека во овој момент се во собрание за да ги дооформат тие предлози и веќе тоа е донесена одлука, тие измени ќе се направат и останува казната од 250 евра за секое сторено насилно дело на детето, да биде казнет родителот, но и тоа што е многу важно, повторувам, и кога родителот ќе одбие да соработува со училиштето и другите институции. Од друга страна, опозицијската СДСМ бара одговорност од министерката Јаневска по повеќето случаи на насилство во училиштата и интернатите. Според Јован Чеманасков, институциите не успеале да ги заштитат учениците, кои додава дека не достигаат превентивни стратегии и психолошка поддршка. Тој бара и разрешување на директорите, кои не реагирале на инцидентите и предлага итни мерки за зголемување на безбедноста во училиштата. Итно воведување на унифициран безбедносен протокол во сите основни и средни училишта. Јасни процедури за постапување при булинг, физичко насилство, закани и внесување на оружје. По 2. Итно вработување на психолози и педагози таму каде што со години не достига стручниот кадар. Државата не може да зборува за безбедност, а училиштата да останат без стручни служби. Минимум 1 психолог на околу 300 ученици и задолжителна психолошка служба во ученичките домови. Инаку истражување спроведено од невладиниот сектор во соработка со Министерството за образование покажало дека насилството кај младите поттикнато од прекумерното користење на интернет, недостигот на активности во реалниот живот и изложеноста на агресивни содржини. Проектот нагласува потреба експертите да работат не само со жртвите, туку и со сторителите на насилството. Драги Змијанац од детската амбасада Меѓаши истакна дека насилството кај нас не е само физичко, туку и вербално, но и кибернасилство. Тешко се воспоставува родителска контрола, уште потешко довербата на родител кон дете, а уште потешко триаголникот кој го инсистираме е родител, училиште, ученик. Мора да ги сензибилизираме децата кога се случува насилство. Вие се сеќавате, имавме една кампања порано и зборовите може да повредат, да ги сензибилизираме децата дека секое насилство создава проблема, посебно кога станува збор за дисперзирање, односно споделување на компрометирачки фотографии на социјалните мрежи. Во последно време во земјава се случија повеќе инциденти на насилство или булинг врз деца. Последниот е во основното училиште во Сингелик, каде малолетник беше повреден од свој врсник со остар предмет. Претходно исто така ученичка од основно училиште беше брутално нападната од 3 постари девојчиња во населбата Ѓорче Петров.